Те поздравувам и посакувам Божи благослов. Без да губиме време, јас ќе ве повикам да отвориме во првата Самуилова книга. Првата Самуилова книга, 13 глава. Во времето кога царот Саул, првиот цар на Израел, ја направил првата немила ситуација, не можам да ја наречам ниту грешка, грешки правиме сите, но ја покажал првата голема непослушност и недостиг на вера во Господа. Во тој период, само ќе ги повторам овие зборови, во 13 глава, 13 стих, а Самуил му рече на Саул: лошо си постапил, што не си ја исполнил заповедта на Господ, твојот Бог, која ти беше дадена, зашто денес Господ сакаше да го затврсти царувањето твое над Израел за секогаш. Тоа беше таа историски пропуштена шанса. Саул и неговото потомство да бидат секогаш до доаѓањето на Месија на престолот на Божијата држава, теократијата или Божијето царство во овој свет. Но сега 14 стих го најавува вториот цар на Израел, иако Саул се уште не е развластен, обезвластен, значи со првата голема непослушност Саул го губи правото од негова лоза да бидат следните цареви на престолот. Но тој самиот и понатаму е цар. Се уште тој има шанса да биде цар и додека е жив да владе во Израел. Но кога ќе направи втората голема непослушност со амаличаните во 15 глава, тогаш го загубил и тоа право. Тогаш царството беше одземено официјално, иако тој продолжил да биде де факто цар. И тогаш Самуил го помазал Давида, едно младо овчарче, деминутивот одговара за неговата тогашна возраст, да биде следниот цар на Израел. А тука, без да се споменува, се разбира тоа, тој следен цар е најавен со овие зборови, 14 стих. А сега, твоето царување не ќе може да обстане, му вели Самуил на Саула. Господ ќе си најде маж, или некој преводи велат човек, според срцето свое, и ќе го назначи за владетел над народот негов, зашто ти не го исполни она што ти беше заповедал Господ. Значи, тука Давид е најавен како човек или маж според Божиото срце. Што значат овие зборови? Прво значат дека Саул не бил таков. Саул не бил човек според Божието срце. Така испаја, не? Да се подсетиме, иако Господ го избра Саул, но затоа што народот бараше цар и се огреши, го направи тој голем греф во Господовите очи, Саул беше највисокиот, најсилниот, на изглед барем, и дури вели, се сеќавате, дека беше и најубавиот маж во тогашниот Израел.
беше сето она што народот би го посакал. Сето она што тој би го посакал, народот. Бидејќи народот бараше цар. Така. И народот сигурно се чувствуваше многу горд кога го видел тој избор. Значи, кога Господ го избра првиот цар на Израел, не го избрал според своето срце, туку според чие срце? Според срцето на народот. Како што народот би сакал. Со други зборови, Господ постапил малку демократски тук. Како што сакаат будалите. Тоа се вика демократија. Господ им угодил на израелците да има таков цар, како што тие сакаа. Но, тоа, после првите Саулови успеси, на крајот сепак резултираше со тешка трагедија, а тие Саулови трагедии, неговата непослушност кон Господа, резултираше со многу жртви, со многу загуби за самиот народ, за самиот Израел. Една од причините што ја споменав во блиско минато, кога зборувавме за него, според духот на пророштвото, зошто Саул паднал на својот животен испит и како цар на Израел. Зошто на крајот останал непослушен на Господа. И зошто Господовиот дух, за жал, на крај отстапил од него, се сеќавате која? Што беше најголемиот недостаток во Сауловиот живот, уште од порано, уште пред да биде цар, уште како обичен израелец, како обичен говедар, што би рекли. Бидејќи и он беше тоа, како и Давид, пред Господ да го избере за цар. Духот на пророштво вели дека најголемиот недостаток, сега малку парафразирам, не со вакви зборови, во Сауловиот живот на духовно поле е што во неговата младост Саул не се боеше од Господа. Сте ги прочитале тие зборови, патриарси и пророци. Во неговата младост Саул, чијко беше израелец, припадник на Божиот народ, живееше во Божијата држава, тогаш во времето на последниот судија, пророкот Самуил. Сепак, како и во црквата, како и во историјата на христијанството, како и ден денес, не се сите верници посветени на Господа. Во својата младост Саул не се боеше од Господа. Навистина трагичен недостаток. Спротивно на тоа, каков е оној кој што Господ го избира сега на негово место, како втор цар на Израел. Каков е, значи, сега ќе го прочитаме на кратко извештајот за младиот Давид, и така ќе се вика оваа проповед, младиот Давид. Всушност, на некој начин, секојаш кога читаме за библиските личности, особено за херои на верата, па дури и за царот Давид, царот Соломон. Не знам за вас, меѓутоа ја секојаш нив ги замислувам како млади, иако тие живееле до длабока старост. Зошто е тоа така? Има некои лица кои што споменуваат како старци, затоа што само на таа возраст се споменати во Библијата.
Меѓутоа, земете го пророкот Даниел, например. Како го замислувате пророкот Даниел? До длабока старост живеел, бил и пророк Господов, бил и премиер на двете царства, и Вавилонското, и Медоперсиското. Не стигнал да биде на Македонското, затоа требал да живее како предпотопните луѓе, може би, со толкав животен век. Како замислувате Даниел? Не сегаш го замислил како млад човек. На 18 години беше одведен во робство. И сега, луѓето ќе помислат, па тоа е трагедија. Значи, тоа е однапред уништен млад живот. Напротив, во тоа вавилонско робство Господ го прослави младиот Даниел, го издигна на висина над самите вавилонски цареви, принцови, советници, мудреци, бајачи, гатачи и така натаму. Голем е и прекрасен е благословот, ви го кажувам тоа од своје искуство, уште од младоста да бидете посветени на Господа. Фала на Бога, тука повеќето сме такви. Од млади години, од детски години, некој од вас, на овие клупи. Сега вие постарите не баш на овие, имаше едни поранешни. Меѓутоа, ја буквално од 17 години на овие клупи. И сите што се помлади од мене. Давид беше избран за цар, исто така на малолетна возраст. Толку бил млад, што не го сметале за маж. Затоа што бил дете, не го сметале за маж. Да отвориме во 16-та глава сега. И да видиме кој бил Давид, кога првпат се појавува во библискиот запис и на некој начин влегува, станува дел од светата историја. 16 глава почнува со едно прашање, кој што Господ му го поставува на Самуил. До кога ќе плачеш по Саул? Видите, Самуил го љубеше Саула, плачеше по Саула, ронеше солзи по Саула заради неговиот отпад, заради неговиот пад. До кога ќе патиш по Саула, вели овој превод, кого јас го отврлив да не биде цар на Израел? Понеси со себе масло и оди, јас ќе те испратам кај Витлеемецот Јесеј, зашто меѓу неговите синови си избрав, или овде вели си согледав цар. Тогаш Самуил рече, како да одам? Саул ке чуе и ке ме убие. Видите, интересна ситуација, дури и големиот Самуил, како пророк и судија Господов во Израел, плаче за Саула, жали за Саула, а истовремено се плаши да го помаза наредниот цар, се плаши пак од Саула. Беќе Саул се уште де факто е на власт. Да не ги читаме заради времето останатите стихови, Господ му дал еден совет како да ја камуфлира Самуел својата посета во Јесеевиот дом, значи да не знаат ни тие зошто дошол однапред, или зошто има намера да ги посети. Тоа била голема чест да изберете едно семејство од цел Израел, каде што пророкот Самуил и судија на Израел, последниот судија на Израел ќе дојде, има желба да ве посети дома. Тоа безмалку личи, значи, како да некој председател реши да ви се јават по телефон од неговиот кабинет дома и да ви речат
така и така сака председателот да ве посети на гости. Но ова не е председател од денешно време. Ова се Божи пророци и суди, многу поголема чест. Така и беше камуфлирана Самуиловата посета во Јесеевиот дом и дори кога бил таму во домот, му ја кажал вистинската причина зошто е дојден и истовремено и ним им кажал дека тоа треба да се држи во тајност. Значи, дојдов кај тебе затоа што Господ од твоите синови си избрал за себе цар. И што се случило после тоа? Видете што вели текстот. Почнуваме да читаме од 6 стих сега. И кога дојдоа тие, значи сите, Самуил беше побарал Јесеј да ги донесе сите негови синови и да ги покани на жртвата, што ќе ја принесе. И кога дојдоа тие, тој штом го виде Елијав, еден од Јесеевите синови, рече, секако овој е пред Господ, помазаникот негов. Сега си помислил Самуил, дека Господ ќе избере цар по ист стандард, како што го бираше Саула на почетокот. Но Господ му рече на Самуил, не гледај на лицето негово, значи и овој бил убав, како Саул, и на неговиот висок краст, како Саул, исто така. Јас го отфрлив. Јас не гледам така како што гледа човек, зашто човек гледа на лицето, а Господ гледа на срцето. Значи Елијав отпаѓа. Го повика Јесеј Авинадав, го доведе кај Самуил, па рече Самуил, и овој Господ не го избрал. Потоа 9 стих вели, Јесеј го доведе Шама, и Самуил рече, и овој не е избран од Господа. До сега 3 синови. 10 стих видите што вели. Така Јесеј ги доведе пред Самуил колку синови своји? 7 сина имал Јесеј, без да го сметаме Давида. Давид бил шо 8-миот? 7 синови своји. Но Самуил му рече на Јесеј, ниту еден од нив Господ не ги избрал. И сега настанува една трагикомична ситуација. Па како сега велиш дека си дошол, Господ решил да избере цар од моите синови, а сега велиш ниту еден од нив не ги избира. Значи, многу абсурдна ситуација. Зошто абсурдна? Зошто ова било абсурдна ситуација? Затоа што Давид бил толку млад, што него не го сметале за маж. Него не го сметале за кандидат. И на овој начин Давид станува предслика на Месија, на својот потомок по тело. Каменот кој што го отфрлиат зидарите, значи луѓето не го сметаат Давида за кандидат. Не го сметаа за маж, не го сметаа за некој што е кадар да стане цар. Зошто? Бидејќи бил младо овчарче. И Самуил го запраша Јесеј, сите ли се овие деца? Сите деца твои се овие? И Јесеј одговори, остана уште најмалиот. Тој што ги пасе овците. Најмалиот. Значи, најмалиот од 8 сина. За ќерки да не збориме колку имал. Колку деца вкупно имал Јесеј, не се кажува. Оне што не го сметале за маж. Самуил тогаш му рече, испрати го и доведи го, зашто нема да седнеме да јадеме, додека тој не дојде овде. А тоа било далеку. Знаете каде се паселе овци, стада,
И само дека доведете го, испратете гласник, доведете го, без него ништо нема да започне. Ништо нема да се случи без него. Виде што вели следниот стих, за мене интересен. Би сакал да ми кажете од вашите преводи дали е точно ова што тука го пишува. Тогаш и се испрати и го доведоа, значи, тој што ги пасе овцете, уште името не му се кажува до сега. Овој превод вели, 12 стих, тој беше рус, со убави очи и пријатно лице. Ме интересираат другите преводи што ги имате, дали тоа го велат. Што вели таму? Како? Румен. Добро. Значи бил убав. И Господ рече, стани, помазај го, зашто тоа е тој. И нема потреба да читаме понатаму. Ќе продолжиме за тоа следната сабота. Но само тоа сакав да го нагласам за денес. До сега уште името не му се каже на овој човек. Дали знаете што значи Давид на еврејски? Што значи, какво е значењето на името? Мил. Или кога држеше Борче една проповед, љубен го нарече. Јас би го превел најточно со возљубен. Мил, возљубен, сакан човек. Дете. Не го сметале за човек. Не го сметале за маж. Бил дете. Но ако даде Господ живот и здравие следната сабота, ќе видиме дека ова дете, и уште ќе биде дете, и при двобојот со Голијат, уште ќе биде дете, ова дете ќе покаже поголема машкост од сите мажишта во Израел. Но таа машкост ќе ја има не по природа, туку, зашто не може, не постои човек кој што по природа би... Да, по природа може да постојат храбри луѓе, по природа храбар, како што постои некој по природа, да речеме, плашлив, кукавица и така натаму. И таков е карактерот на луѓето, одреден со гените, со наследството, своите предци. Меѓутоа не постои некој што по природа може да биде толку храбар за да се соочи со надприродни или надчовечки непријатели. Тука секој би поклекнал, секој би се исплашил. Читавме во Сауловите битки, самите војници, значи извежбани војници, толку се плашеле од бројот на филистејците, што ја десеткувале, ја напуштале, дезертирале од Сауловата војска. Тоа беше страшна ситуација. Меѓутоа, кога човек на млади години, на детски години се уште, на малолетни години, поточно кажа, ќе покаже силна вера во Господа. Тогаш, кога ќе покаже таа силна вера во Господа, тогаш Господ ќе направи големи чуда за него и секогаш кога младиот живот е посветен на Господа, тешко таквиот живот да може да отпадне како Саул или во иднина да отиде, да забега по лош пат. Дури да се случи такво нешто, со покаяние ќе се врати. Но тешко животот кој што од млади години е посветен на Господа да отпадне за секогаш. Значи да го загуби вечниот живот. И Давидовиот подоцнежен живот е живот
исполнет не само со успеси, туку и со падови исто така, и со оној најголем греф кој што е и запишен во Библијата, значи овековечен на некој начин за сите генерации до ден денес. Но Давид сепак се подигнал, се повратил од тоа со Божјата благодат и остана Божјето ветување за него дека од неговата лоза ќе се роди Месија и дека неговите синови ќе бидат на престолот на Божјата држава се до тогаш. Јас би сакал тука да завршам со едни прекрасни зборови кои што зрачат со оптимизам, каков што само Христовата вера може да даде. Оптимизам поголем од секој оптимизам што луѓето по природа може да го имаат. И зборови кои што ги запишал самиот Давид, би ве повикал да отворите во 103-тиот псалм, од 1-иот до 5-тиот стих, ќе го прочитам следниот текст. Благословувај го, душо моја Господа, и целата моја внатрешност да го благословува неговото свето име. Благословувај го, душо моја Господа, и не заборавај ги сите негови добрини, на оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрини. Дали сите ние можеме да посведочиме дека овие први 4 стиха до сега се вистинити и од наше искуство? И се уште да. Сега прочитате го 5-тиот стих. Кој го исполнува со добра животот твој и како на орел ја обновува твојата младост. А ова сте го искусиле ова? Ова сте го искусиле? Имате вера во овие зборови? Како на орел ја обновува твојата младост. Браќи и сестри, ако од млади години сте го засакале Господа, ако од млади години сте му служеле на Господа, и покрај сите падови, кризи, што сме ги имале, ако од млади години сме пошле по Господовиот пат, секогаш ќе биете млади. Затоа што времето и гените не се проблем. На крајот, Господ подготвува и ново тело за секој ден од нас, како кога ќе остари автомобилот, па ќе купите нов. Или било што. Облека, алат и така натаму. И затоа Божите херои на верата се секогаш млади и еден ден кога Господ ќе дојде и секогаш и ќе бидат млади. Со овие зборови на сите вам ви посакувам вечна младост, која што е реална, само со вера во Господа, се разбира. А на сестра Ема и незиниот сопруг им посакувам среќен брак и Господ да ги води и благослови во нивниот живот.